Измените на Законот за потрошувачи влегува во собраниска процедура. Трговците ќе имаат обврска да ги истакнуваат производите со продажната и единична цена на недвосмислен, видлив и читлив начин, а истото да го објавуваат и на интернет, со што потрошувачите полесно ќе може да ги споредуваат. Предлагачите, претеничката група на ВМРО ДПМН сметаат дека со ова ќе се обезбеди подобра информираност, а може да влијае и на намалување на цените поради зголемената видливост на конкуренцијата. Со објавувањето на цените на интернет ќе се обезбеди постигнување на следниве цели. Првата е транспарентност. Потрошувачите ќе имаат лесен пристап до информации за цените. Втората е фер конкуренција. Трговците ќе бидат подеднакво обврзани да ги почитуваат овие одредби. И третата, заштита на потрошувачите. Потрошувачите ќе бидат заштитени од нефер практики, како што се скриени трошоци или нејасни цели. Овој закон до сега успешно е имплементиран во Израел, во Италија, во Франција и во Хрватска и секаде има намалување на цените. СДСМ пак не отстапуваат, откако 7 години на власт имаа низа неуспешни обиди да ги зауздаат цените, сега од позиција на опозиција изразуваат незадоволство што бил одбиен законот за намалување на ДДВ-то за струја од 18 на 5% и укинување на ДДВ-то за храна. Со предложените измени и дополнување на законот за ДДВ предвидовме одржливи решенија. Намалувањето на ДДВ-то за струјата ќе значеше 13% пониски сметки за над 600.000 домаќинства. За сметка од 3.000 денари граѓаните ќе заштедеа најмалку 400 денари месечно, а за повисоки сметки заштетата ќе беше уште поголема. Истото важи и за прехранбените основни производи. Ваквата реторика на опозицијата немаше да биде парадоксална доколку токму тие не беа на чело на државата до пред само 8 месеци. Во нивно време, поточно во јули 2023 година, ДДВ-то на струјата и покрај сите предупредувања и од регулаторот и од енергетичарите дека не е време за тоа, се покачи од 10 на 18%. Во време на СДСМ имаше и така наречени луксузни производи за кои владата стави повисок данок, но на листата се најдоа производи како сладоледот, чипсот, лутеницата, иако требаше со повисок данок да се производи како перки од ајкули или кавијар, подосна листата се ревидираше, но владата во која вице-премиер за економски прашања беше токму Фатмир Битики, кој сега држи пресконференција на оваа тема, процени дека чипсот, гумите за джвакање, сладоледот се нездрави, па затоа биле луксузни производи. Инфлацијата во 2022 достигна рекордни 20%. Од пред една недела на сила се ограничените маржи од 5 до 10%, кои донесоа поевтинување за стотици производи. Дел од трговците остро се спротивставија на овие мерки. Премиерот Христијан Мицкоски за ова вели дека некои од сенџирите супермаркети одлучиле да водат политичка борба против политичка влада и жали за нивната таква одлука, која според него не е добра. Вели дека доколку било кој има подобар предлог за подобрување на стандардот на граѓаните, подготвен бил да разговара во било кое време. Комисијата за заштита на конкуренцијата откри картелско здружување односно договарање на цените кај неколку сенџири супермаркети за што е поведена прекршочна постапка.